Наместо да ги слуша вештаците од судска медицина, обвинителството се потпира врз информации добиени од лекар на кој не му е работа обдукцијата. Вака денеска остро реагираат од институцијата за случајот со смртта на струмичанецот Јован Витанов. Од судска медицина тврдат дека нејасно е зошто обвинителството побарало втора обдукција кога имало резултати од првата и дека тие се идентични со втората. Исто така нејасно е и зошто избрзала со информацијата дека се работи за убиство додека се уште не ни била започната обдукцијата, ниту пак истражени причините за смртта на 26-годишното момче. Оваа одлука на обвинителството веројатно се темели на недовербата кон нашата институција и вербата во погрешните информации добиени од страна на мртвопроверителот, односно непрофесионалниот изведен заклучок за причината и начинот на смртта, врз основа на надворешен преглед. И двајцата не се едуцирани, ниту пак имаат знаење да толкуваат повреди и промени, особено кога се работи за тело кај кое постојат развиени трудлежни промени. Причината наведена во наредбата за реобдукција, неутврдена причина за смрт веднаш по завршувањето на обдукцијата, покажува дека основното јавно обвинителство и колегите кои го прегледале телото немаат елементарни познавања од судска медицина, познавања кои треба да ги има секој обвинител за да може да работи на случаи од ваков тип и познавања кои треба да ги има секој лекар за да може да изврши преглед на мртво тело. Особено не ни е јасно како може истата вечер да излезат информации во јавноста дека се работи за убиство, пред воопшто да биде започната обдукцијата, се вели во соопштението од судска медицина. Инаку оттаму да објаснуваат дека по пронаоѓање на телото на 7.6.2022 година околу 19 часот бил извршен увид на местото на настанот од страна на службени полициски лица и јавен обвинител од основното јавно обвинителство од Струмица. При увидот телото било прегледано од страна на лекар мртвопроверител. По наредба на јавниот обвинител истата вечер телото е донесено на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија за извршување на судско-медицинска обдукција. На 8.6. во предпладневните часови на Институтот за судска медицина извршена е судско-медицинска обдукција врз телото на пронајденото починато лице. Обдукцијата е направена по сите светски стандарди од двајца специјалисти по судска медицина, се вели во соопштението од институцијата. За време на обдукцијата беше земен биолошки материјал за извршување на токсиколошки анализи и изолација на ДНА профил. При соопштување на првичните резултати од за нас непознати причини, јавниот обвинител нареди да се задржи телото на институтот, за потоа без никакви консултации со нас нареди да се направи реобдукција од 3 вешти лица. На 10.6. направена е реобдукција од тројца специјалисти по судска медицина. Резултатите од обдукцијата и реобдукцијата се идентични, односно нема никакви спротивставени мислења на вештите лица, велат од судска медицина. На Институтот за судска медицина во тек се токсиколошките испитувања на замениот биолошки материјал. Штом ги добијат резултатите од токсиколошките испитувања, надлежниот обвинител ќе биде известен за причината на смрт, се вели во соопштението од Институтот за судска медицина.